Добро вечер. Коронарна артелиска болест, инфаркт, ризик фактори, диагностика, третман. Ова е темата на вечерашното издание на емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Премиерното издание секогаш во вторник во 19 часот. Вечерва ваши наш гостин, доктор Вилма Ампова Соколов, интервентен кардиолог од специјалната болница Филип II. Доколку имате некое прашање до вечерашната наша и ваша гостинка 0432306990. Докторке, добро вечер и добре дојдовте во К1 телевизија во Живе и здраво. Благодарам за поканата. Така. Ќе говориме за коронарната артериска болест и за инфарктот. На самиот почеток, што представува коронарната артериска болест? Се надевам дека во овие 40 минути ќе можам да им помогнам на гледачите со ваков тип на проблеми. Коронарната артериска болест представува заболување на крвните садови кои што го хранат срцевиот мускул. За да работи и да функционира срцевиот мускул нормално и правилно и како што треба, му е потребно доставување на крв богата на кислород. Тоа се случува преку две артерии, една лева и десна, кои што доставуваат крв богата со кислород и други материи кои што му е потребно на миокардот за негово правилно функционирање. Коронарната артериска болест представува болест кога имаме нарушување на тој баланс, на достава и на потреба на миокардот, од оксигенирана крв или крв богата на кислород. Како настанува тој дисбаланс или како настанува тоа нарушување на доставата и зголемување на потребата на кислород, во основата на ова болест е атеросклерозата. Атеросклерозата се манифестира како атеросклеротски плаки кои што се натрупуваат во ѕидовите на артериите, посебно во случајот зборуваме за коронарните артерии, и со текот на животот на годините под дејство на различни фактори, надворешни или внатрешни, започнува тоа растење на тие плаки и стеснување на луменот или на стеснување на ширината на крвниот сад, со што доаѓа до намалување на протокот или пак до намалување на доставата на оксигенирана крв до срцевиот мускул. Тоа нарушување, кога ќе почне да напредува и да дојде до фаза кога е значајно и кога мускулот веќе навистина потребата е поголема од колку што се доставува поради тие стеснувања што се случуваат, почнуваат да се појавуваат и првите симптоми или да се манифестира болеста. Овие плаки, со текот на времето, како растат, се зголемуваат, предизвикуваат и симптоми кои што пациентот почнува да ги осеќа и да има потреба од понатамошна дијагностицирање, испитување и третман. Коронарната артериска болест е болест која што е причина број 1 за смртност кај населението и поради тоа се става акцент, голем акцент, скоро секаде во светот, не само во Македонија или на Балканот, секаде во светот е причина број 1 за смртност кај населението и поради тоа се става голем акцент на нејзиното препознавање и дијагностицирање. Коронарната артериска болест се случува или се добива како поради определени ризик фактори кои што се јавуваат кои се ризик факторите кои што се случуваат во текот на животот. Ризик факторите се како фактори на кои што можеме да влијаеме, така и фактори на кои што не можеме да влијаеме. Ризик фактори се на прво место дијабетот, хипертензијата, дијабетот и пушењето. Тоа се три основни и водечки ризик фактори кои што од кои што при нивна неконтролирање
значи доаѓа до пукање на тие плаки за кои што зборував и одење на болеста во друга фаза или во фаза на инфаркт или до манифестирање на болеста до степен кога на вистина животот на пациентот е загрозена. Тука спаѓаат хиперлипидемијата, хиперхолестеремијата, значи стресот, начинот на живот, начинот на исхрана и фактори на кои што не можеме да влијаеме, тоа е возраста, полот, значи генетиката, фамилијарната оптовареност, кога во една фамилија има повеќе од 1, 2, 3 члена, значи кои што ја имаат оваа болест, значи добивањето и на нивно поколение на ваква болест е практично голема. Така, кои се симптомите кај коронарната артериска болест? Како да препознаеме? Така, симптомите како што можат да бидат хронични или долго време да се појавуваат, така можат да бидат и деново, одеднаш појавени. Значи, многу пациенти доаѓаат, нели, кај нас, во други болници, значи, кардиолошки установи и кажуваат имам диагноза ангина пекторис. Ангина пекторис, значи, не е диагноза, а тоа е само симптом на оваа болест, на коронарната артериска болест, која што се има карактер, јачина, нели, и може да се опише и со тоа да се диференцира од другите, значи, градни болки. Уствари, на кратко, у превод, ангина пекторис е градна болка. Тоа е и првиот и основниот симптом, значи, кој што се манифестира во оваа болест. Градната болка може да биде во средината на градниот кош, како притисок, како печење, како стегање, значи, и со ширење кон целиот граден кош, кон двете раце, вилицата, кон вратот, гушење, или пак да биде кон едната или кон другата рака, да се манифестира, значи, градна болка како болка во желудникот, која што може да биде причина и заболување повторно на срцето, тоест заболување на десната артерија на срцето, или пак болки во грбот. Сите тие болки кои што се манифестираат кај некој пациент, значи треба да се издиференцира дали идат од срцето или од други органи кои што се наоѓаат во градниот кош. Други симптоми се заморот, притисокот во градите, потењето, гушењето, несоница, будење од сон поради граден дискомфорт, нестабилноста на притисокот и други симптоми кои што не водат на тоа да почне пациентот да се испитува и со тоа да се дојде до неговата правилна диагноза. Сите овие симптоми, значи, се појавуваат поради тоа запушување или стеснување или почнато стеснување на артериите. Сакам да потенцирам дека има реверзибилна фаза или фаза кога имаме стеснување, се појавува при определен напор, движење, физичка активност и поминува кога пациентот застанува, одморува, прима таблетка нитроглицерин и симптомите се смируваат или тој граден дискомфорт се смирува за десетина минути. Но има ситуации кога се појавува градна болка која почнува да трае се подолго и подолго, значи и која веќе започнува да трае повеќе од 20-30 минути, значи треба да почнеме да размислуваме за инфаркт. Значи инфарктот е состојба, ургентна состојба која бара и ургентно внимание. Така, околу диагностицирањето на коронарната артериска болест и начинот на лекување, нешто да објасниме за гледачите? Значи, зависи дали состојбата е ургентна или пак е хронична. Значи, за коронарната артериска болест, општо, значи, првиот преглед е контактот доктор-пациент, анамнезата, значи кога пациентот, кога докторот ќе земе добра анамнеза или ќе го распраша пациентот за неговата состојба, значи дали има болка, гушење, замор, тешко дишење, кога се појавува, значи тегоби во градите, кај овие пациенти може да се помине
да се појави напоминување топло-ладно. Значи, кога ќе промине од топла просторија, излегува надвор на ладно и има стегање во градите. Може да се појави после јадење, што многу можат да се збунат со тегоби во желудникот, а уствари да идат од срцето. Така да првиот диагностички метода, значи има неинвазивни и инвазивни, е анамнезата или разговорот со пациентот. После следува ЕКГ-то, кое што се прави, лабораториските анализи, значи ехото и потоа натаму од сите тие работи произлегува што понатаму со пациентот. Се продолжува со неинвазивни методи, како што се стрес тест, компјутерска коронарографија или пак се оди на инвазивни методи, или тоа е златниот стандард во диагностиката на коронарната артеријска болест или коронарографијата. Така. Во однос на лекувањето, колку време трае лекување на оваа коронарна артеријска болест? Кога ќе се појави, лекувањето трае цел живот. Дури кога е завршено нели као диагностика и како процедури. Значи дали ќе добие стен, дали ќе добие бајпаси или ќе добие медикаментозен третман, тој трае цел живот. Значи кога веќе болеста се манифестира, тоа е сериозна состојба која бара и сериозно внимание. Така. Го споменавте инфарктот. Зошто и како се јавува? Инфарктот е состојба која што пред малку кажав дека симптомите можат да бидат значи реверзибилни или да се смируваат со со одмарање или со примање на таблетки нитроглицерин. Инфарктот е веќе состојба акутна која што може да настане деново или сега, значи во моментот настанува инфаркт и тоа е состојба кога пациентот, значи да кажеме условно кажано бил здрав претходно. Значи немал никакви симптоми, немал тегоби, одел пешачел и така натаму и одеднаш добива инфаркт. Тоа е ситуација деново кога се појавува нели болката која што не прекинува и не се смирува со никакви лекарства и третман. Тоа е уствари инфарктот представува пукање на таа плака, атеросклеротска плака, да појаснам што се случува со крвните садови, значи пукање на таа атеросклеротска плаќа под дејството на сите тие фактори за кои што зборувавме, надворешни или внатрешни, значи кои што пациентот си ги има во себе и тие што делуваат од надвор. Значи со пукањето на плаката се активираат еден куп механизми, нели, за да може се создава тромб, значи таму артеријата се запушува комплетно и во зависност на какво место е и на каков дел од артеријата, такво и нарушувањето на протокот, тоест така настанува и нарушување комплетно на протокот на крв во делот на артеријата каде што крвоснабдува артеријата, со што имаме изумирање на мускулни клетки, значи миокардни клетки, клетки кои што се мускулни клетки на самиот срцев мускул и заради тоа, значи секогаш се зборува дека времето е мускул. Колку побрзо, значи тој мускул добие повторна циркулација, значи толку повеќе клетки се зачувуваат здрави, живи и толку помал дефект се остава од тој инфаркт. Обично луѓето, значи кои што имат претходно симптоми, не одат да барат лекарска помош одма. Значи секогаш препишуваат на нешто друго. Уморен сум, ова ми е, ме боли кичмата, имам не знам што и така натаму. И секогаш кога тегобите ќе станат во најголем ек, значи кога пациентот навистина веќе осеќа дека нешто се случува со него, тогаш бара помош. Со инфарктот, значи е акутна состојба, тоа е состојба во која што зборувам за акутните инфаркти, пошто има и такви стари инфаркти кои што пациентот ги прележал, не ги осетил, значи посебно тоа се случува кај диабетичарите, пошто сензитивноста кај нив е намалена за болка и тие тегобите ги опишуваат повеќе како граден дискомфорт. Значи, кај акутните инфаркти битно е првите 2 сати од времето на настанување на инфарктот. Зборам за тој инфаркт акутен деново или инфаркт кој што настанува во моментот или болка во градите која што трае повеќе од 30 минути и не прекинува со било каков третман, значи секогаш треба да се мисли за инфаркт и мора да се
диагностицира. Не секој акутен инфаркт, значи може да се познае со ЕКГ, значи затоа што може да има инфаркт и пациентот да нема ЕКГ промени, а може и да и заради тоа, значи е битно пациентот кога е во таква состојба, кога градната болка во вид на печење, жарење, ширење кон граудите, грбот, вратот, значи и двете раци или левата рака е потребно да бара медицинска помош каде што ќе почне неговите испитувања и диагностицирање. Така. Околу диагностицирањето, како се диагностицира и кои се постапките? Значи, акутниот инфаркт бара екзактна, значи брза диагностика и во секој случај, значи, кога ќе се познае инфаркт, со анамнеза, ЕКГ, значи ехо и со да кажам срцеви маркери, така ги викаме ние, кои што покажуваат и укажуваат на тоа дека е инфаркт, тогаш се прави селективна коронарографија, која што е 100% и златен стандард се уште, значи во диагностиката на коронарната артериска болест. Тоа е директно снимање, инвазивна процедура и представува директно снимање на крвните артерии, на коронарните артерии, каде што се прикажува местото на запушување, значи како дефект во полнењето, тоа се дава контрастно средство, кое што е рентген позитивно, значи се работи под рентген зрак, која ќе се диагностицира пациентот, значи тогаш се пристапува и кон истинскиот третман. Македонија не е толку голема, така да секој пациент од настанувањето на инфарктот, значи ако се препознае, може да се однесе до установа каде што може да му се направи вакво испитување и соодветен, но да му се направи третман стентирање, нели, кое што е витално важно за пациентот. Инфарктите се смртоносна болест, значи кога настануваат деново, може да настане во зависност од тоа колкава артерија, на каква артерија е инфарктот, колкав дел од срцевиот мускул, значи се храни и со тоа и тежината се определува и тежината на самата болест. Затоа и кажуваме дека најбитно е кога ќе се препознае инфаркт во првите 2 сати да се однесе до местото каде што може да му се пружи помош која што му е потребна. Затоа што пак ќе повторам, времето е мускул, значи колку побрзо пациентот се транспортира до соодветната установа и колку побрзо му се укаже помош, значи зборувам за стентирање, отварање на таа артерија и овозможување на проток во тој дел на срцевиот мускул, толку и станува и толку и бенефитот од зачувувањето на мускулните клетки, а во исто време и подобрувањето на состојбата на пациентот. Акутниот инфаркт самиот по себе е проблем, а дали може да направи други дополнителни компликации кај човекот? Значи, акутниот инфаркт зависи колку е голем, значи дали е мафисивен, голем или е помал, без разлика, значи е инфаркт кој што може да направи милион компликации, од кои што понатаму зависи нели животот на пациентот. Значи тука имаме пукање на септумот, значи тоа е најстрашната компликација на срцевиот мускул, каде што која ќе настане инфарктот или тоа запушување, значи на артерија која што е голема, која што храни голем дел од срцето, практично ги убива сите клетки во таа област и има настанување на се уклучуваат сите тие механизми, значи што ги има инфарктот и настанува пукање на ѕидот. Ако инфарктот не се третира на време, значи настанува аневризми или проширувања или мускулните клетки се заменуваат со соединително ткиво, тоа е ткиво кое што ја нема таа функција како
миокардните клетки, значи да може да пумпа крв и така натаму, и во работата на срцето изостанува тој дел на мускулот каде што се создаваат тромби, каде што е нефункционален, а со тоа води до слабење и на другиот дел на мускул, на срцевиот мускул, и сите овие состојби водат до тешки срцеви инсуфициенција или тешка срцева слабост, каде што пациентот, затоа што инфарктите почнуваат во години каде што пациентите се работоспособни, нели, функционираат нормално и така натаму. После еден таков голем инфаркт, значи со компликации, пациентот практично не може да работи како што работел претходно. Така да тоа е веќе една друга состојба, значи, која што е тешка, која што пациентот го става во една друга категорија, каде што не може да работи со таа сила или енергија со која што работел претходно, значи мора да го смени начинот на живот, да се адаптира на состојбата на срцето, затоа што срцето, како што е орган кој што доставува како за себе, значи оксигенирана крв, така преку плуќата, значи во срцето поминува оксигенирана крв и за други органи, така да ако срцето ослабнува и не функционира како што треба, значи имаме недоволен дотур на кислород во мозокот, недоволен дотур на кислород до сите други органи, нели, освен до плуќата, така да страда целиот организам. Рековме дека инфарктот е причина број 1 за смртност како во земјава, така и во светот. Дали е покачена старосната граница? Инфарктот, значи, е причина број 1 за смртност кај населението, и јас тоа го потенцирам секаде, и пред карциномите, и пред сите било кои други болести. Значи, и сакам да потенцирам дека само од срце се умира одеднаш. Значи, така да со ова проблематика се занимава цел свет. Смртноста е голема, значи, на светско ниво, со тоа што се очекува и да се зголемува поради начинот на живот, начинот на хранење, начинот на живење, значи. Се повеќе и повеќе се зголемува бројот на пациенти кои што имат коронарна артериска болест. Со тоа што во светот, значи, е поегзактна диагностиката, значи побрзо се препознава, се транспортира до местото на третман, и во основата, значи, бројката е иста као бројка, значи и во развиените и во неразвиените земји, но начинот на диагностицирање и препознавање е поразличен. Значи, побрз, поегзактен. Так. И транспортот, нели, на пациентите до правилната установа. Така. Од вашето лично искуство, имаме ли и се помлади пациенти кои што имаат за жал инфаркт? Значи, старосната граница се повеќе и повеќе се спушта. Значи, претходно, порано, значи, беше дека прво сакам да го кажам тој однос од мажи и жени, значи жените као порано до менопауза, значи, или до определена возраст, боледуваат 2 пати помалку од мажите од оваа болест, и после определен период во животот, значи, таа бројка се изедначува, но со, пак ќе потенцирам, начинот на живот, значи, границата возрастна се спушта и се повеќе и повеќе млади пациенти ја имаат оваа болест или се манифестира, така да барем во нашата установа никогаш не се игнорира кога пациент млад, нели, со болки во градите или било каков граден дискомфорт се оди до максимално, значи, испитување, значи да се исклучи коронарната болест или за тоа зашто дошол кај нас. Така. Освен начинот на живот, дали стресот, можеби и неизвестноста во некаква ситуација, ако се најдеме, може да биде едно од ризик факторите за добивање инфаркт? Па тоа се тие фактори на кои што можеме да влијаеме. Так.
Значи, како можеме да спречиме ваква болест или како можеме да влијаеме врз ова болест, тоа е кога имаме нормализирање пациент кој што има хипертензија, дијабет, значи пуши, има хиперлипидемија, има ризик фактор фамилијарна оптовареност, значи треба да се обрне внимание на сите тие фактори на кои што можеме да влијаеме. Нормално на генетиката не можеме, но можеме на цигарите, на маснотиите, значи регулација на шеќерот, регулација на хипертензијата и со тоа, значи смена на начинот на живот, на исхрана, намалување на стресот, сега барем нели има разни техники или методи, да кажам методи за намалување, за да кажам на некој начин помагање намалување на стресот, пошто тој не може да исчезне. И со тоа индиректно нели се влијае на смалување на ризикот од добивање на коронарна артериска болест. Така. Колку трае третманот, лекувањето, да речеме, на потешка состојба на акутен инфаркт? Значи, ние се стремиме, значи во нашата установа во Филип II, ние се стремиме пациентот кога доаѓа со инфаркт, значи да добие брзо, екзактно, значи 15-20 минути да се направат сите потребни испитувања, тоа е ЕКГ, ехо, анамнеза, од кога почнал, значи секогаш е битно да се знае од кога почнале симптомите, од кога почнал инфарктот, за да можеме да го предвидиме исходот од тоа нешто, од третманот после, да го предвидиме исходот од после третманот. Ехото и лабораторијата која што покажува нели на има лабораториски параметри кои што покажуваат нели за дека е инфаркт во развој и брзото внесување во сала или коронарографијата, тоест снимањето на артериите и уточнување точно каде е проблемот и понатаму решавање, дефинитивното решавање на пациентот кој што е со акутен инфаркт. Генерално кај нас и за 30 на минути може да добие третман, нели како што треба. Значи има пациенти, нели скоро имавме млад пациент кој што на 30 на години, значи со акутен инфаркт, со запушување на главното стебло, со тромб во главното стебло на левата коронарна артерија, која е апсолутно смртоносно, значи за саат време влезе во сала, нели се оперираше и беше се во ред. Уште пред да се развијат тие ензими. Значи целата работа е да се спречат компликациите почнувајќи од ензимите, од развојот, од умирањето на клетките, значи целиот третман пациентот да го добие пред тоа, значи дури и после тоа да има последици некакви, тие да се минимални. Така. Откако ќе се направи тој преглед и ќе се извршат сите потребни работи, дали пациентот во текот на понатамошниот живот мора да прима некаква терапија? Дали е тоа со исти интензитет или пак со текот на времето се намалува терапијата или бројот на лекарства? Значи третманот и превенцијата продолжуваат цел живот. Така. После еден таков инфаркт, после еден било каков инфаркт, значи дали е голем или мал или масивен или завршува со еден или со друг начин на третман, со байпас или со стент. Значи пациентот цел живот се поставува на терапија, значи тоа е аспиринот и статините кои што се го намалуваат ризикот од повторни добивање на инфаркти и компликации. И тука доаѓа и третманот на хипертензијата, значи на хиперлипидемијата, на промена на начинот на живот, физичката активност, значи движењето, пешачењето го троши шеќерот, регулација на гликемијата, движењето, пешачењето, значи не мора активно спортување, значи едно пешачење го троши и шеќерот, а во исто време кога ќе се троши шеќерот како што треба, значи се трошат и маснотиите, затоа што тие два процеса на некој начин едниот завршува, другиот почнува. Значи така да ако нивото на шеќерот е повисок, тогаш автоматски организмот се занимава со тие високи
предности на шеќера, во исто време се занемарува намалувањето на маснотиите, така да се тоа што го правиме, значи за да подобриме или да го намалиме ризикот од добивање на коронарна болест е уствари контролата на тие фактори кои што можеме да ги контролираме. Така. Тоа е регулација на хипертензија, регулација на диабет, престанок со пушење, апсолутно. Значи, регулација на маснотиите, смена на начинот на живот, методите за намалување на стресот, значи, физичката активност, тоа е пешачењето, одењето и така натаму. Така. Начинот на исхрана, кој што е многу важен и така натаму. Секако дека специјалната болница Филип Стори располага со најсовремена технологија и апаратура во медицината. Вие од неодамна започнавте и со генетската лабораторија. Колку е важно да се направи таква генетска лабораторија и да се испиташ самиот себе, ако во семејството имате веќе и случаи со инфаркт? Колку е тоа важно и што е она што треба да се преземе доколку пациентот има предиспозиции да добие инфаркт? Да. Добро, тоа ми беше као на крај. Така. Као препорака, ма тоа сигурно ќе имате гост кој што ќе зборува подетално за тие работи. Значи, за добивање на коронарна артериска болест играат улогите и факторите и плюс коагулацијските фактори. Значи, има пациенти кои што се хипер коагулабилни, има кои што коагулопати, нели, кои што исто играат огромна улога, значи, во третманот, значи, на оваа болест, затоа што може да пиете аспиринот да не ви делува, нели, така немате превенција. Так. Со генетиката, значи, може да се утврди точно кој лек, нели, и не само за коагулација, значи зборувам за поширока палета на лекови, значи кои точно лекови ви одговарат на вас и кои ви точно лекови кои што се да за регулација на вашата хипертензија, за точно лек кој што ако не е аспиринот е клопидогрелот или не знам некој друг антитромбоцитен, антиагрегационен лек кој што ќе превенира создавањето на тромби во вашиот организам, а со тоа и превенцијата, нели, од добивањето на инфаркт. Сето тоа може да се направи во нашата генетска лабораторија. Да не зборам за пациенти кои што имат аритми, кои што имат вродени фамилиарни оптовареност од коронарна артериска болест, па да му се одреди процентот каков е да некогаш во животот и тој заболи од таква болест. Па тука влегува, значи, кардиомиопатиите, па проблеми со аритмиите и така натаму. Значи, тоа е една друга патологија, уствари тоа е една друг начин на диагностика, мислам дека екстра современ, значи, и екстра модерен, кај што веќе многу работи можеме да ги предвидеме, нели, и да ги предпазиме пред да се случат. Така. И споменавте аритмиите. Колку се тие страшни за самиот пациент? Значи, има бенигни и малигни аритмии. Така. Значи, бенигни аритмии се, ќе зборувам за оние што секој еден од нас ги осеќа, тоа се екстрасистоли, значи поединечни, нели, прескокнувања и така натаму. Има аритмии од типот на атриални фибрилации или аритмии кои што се појавуваат од една или од друга причина, кои што се испитуваат или од непозната причина, кои што треба да се третират, но има и такви аритмии, значи, кои што се малигни и смртоносни и во основата идат заедно со акутните инфаркти и ситуацијата ја прават уште посложна и потешка. Значи, тоа се вентрикуларните тахикардии, значи, аритмии кои што се инкомпатибилни со живот. Така. Значи, не би требало да се занемарат. Има вакви и такви, апсолутно. Значи, Так. секој граден дискомфорт, палпитација или посекако све што осеќате во градниот кош да не се игнорира, посебно кога имате 1, 2, 3 ризика и некоја генетска предиспозиција, значи апсолутно се бара дополнителни испитувања и докажување на тоа дали е од срцево потекло или од нешто друго кое што Така. Во секој случај, навременото диагностицирање
ќе резултира со многу полесно лекување и полесен третман за пациентот во секој случај. Апсолутно, значи кога пациентот, посебно жените, да кажам, денес имавме една пациентка која што има само замор. Значи замор, притисок во градите кој што, нели, може да кажеме, абе уморен си или не знам што. Да. А у позадина, значи, е коронарна болест. Значи, се диагностицираше, значи, сакам да кажам дека не сите пациенти со граден дискомфорт идат право на коронарографија. Значи, и не секоја градна болка е срцева болка, но си има правила како тоа се разграничува, диференцира и се доаѓа до правилната диагноза. Значи, ако пациентот има градна болка, значи, која му се појавува независно од напор или е повремено, давам примери за да можат гледачите да не разберат правилно, значи пак си одиме со тој стандардниот преглед, кардиолошки преглед на кој што во нашата установа добива доплер на крвни садови, добива ехо на срце, аорта, значи, и со тоа ЕКГ, со тоа, значи, определуваме што понатаму со пациентот. Ако има градна болка која што и баш не сме сигурни дека иде од срцето, значи може да се направи стрес тест. Значи стрес тест, ако пациентот не може да оди стрес ехо, нели, за да можеме да видиме дали пациентот има потреба од понатамошни испитувања. Но и тоа не е крајната граница, значи не значи негативен стрес тест, негативен ние го викаме, тоа е добро, значи уреден, негативен е уреден. Тоа значи дека нема промени, тоа е едно оптоварување на срцето кое што е со контролирано оптоварување. Значи неколку нива, се мери притисок, пулс, се гледа ЕКГ, значи и кога пациентот ќе се оптовари, се гледа дали има промени на ЕКГ и каков е капацитетот или коронарната резерва или какво е крвоснабдувањето, индиректна проценка какво е крвоснабдувањето на неговото срце од неговите коронарни артерии. Сепак треба да се земе со резерва затоа што има 15% некоја грешка, значи 85% е сензитивна специфичност. Може да има коронарна болест и да нема и стрес тестот да е уреден. А може и да има проблема да биде негативен стрес тестот, а може да биде позитивен стрес тестот или да укажува дека има коронарна болест, а уствари да нема ништо. Нели, се треба да се доиспитува. Ако пациентот има негативен тест и има повторно симптоми, значи нема да прави пак тест. Одиме на неинвазивна компјутерска коронарографија, која што е помалку инвазивна за помалати луѓе, или пак одиме на класична коронарографија. Значи се е тоа пак на некој начин искуство и добро нели следење или исследување на пациентот. Се има ситуации во кои што нели сепак лекарот кој што го испитува пациентот треба да преземе да прецени што понатаму со пациентот. Така. Доктор, ке на самиот крај, што е оно што вие го препорачувате за да спречиме инфаркт или во најмала рака да ги намалиме ризиците? За ризиците, значи, можеме да им делуваме. Тоа е, како што кажав неколку пати, значи, на ризиците на кои што можеме да делуваме, тоест да се прима антихипертензивна терапија, да се остават цигарите, да се среди шеќерот, значи си има таму правила како тоа се следи и се регулира. Значи, физичката активност, намалување на стресот, начинот на исхрана и најважно, значи, да се прегледуваме кога и немаме тегоби или пак да се прегледуваме кога имаме било какви тегоби. Значи, кои што може некогаш не се специфични, но во позадината стојат посериозни проблеми. Така. Јас ви благодарам за вашето присуство вечерва овде и во учеството на емисијата Живе и здраво. Се надевам дека повторно ќе се видиме. Благодарам за поканата, се надевам дека бев корисна. Така. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво.
Јас ве поздравувам и ви закажувам нова средба за 7 дена.